Почитувани мои сограѓани, голем дел од нас овдека присутни се сеќаваме на оној убав септемвриски ден 1991 година, кога првиот председател на нашата нова држава Киро Глигоров со голема возбуда ни ја честиташе самостојноста на Македонија. Таа возбуда ја чувствуваше и македонскиот народ, кој за прв пат во историјата на своето постоење застана на своји нозе и достоинствено сам го започна својот пат кон иднината. Ниеден почеток не е лесен, секој растење има убави и напорни периоди. Ама оно што беше многу важно во тие значајни моменти, кога некои наши браќа и соседи се најдоа во стравотиите на вооружената борба, ние го одбравме патот на диалогот и добрососедските односи. Нашата мирољубивост се издигна над одмразата и агресивноста и не води ден денеска во градење на иста таква мирољубива политика со светот и во секојдневниот живот. Во овие 33 години независност доживеевме моменти на спокој и гордост, но имавме и се уште имаме непријатности, пречки, кризи, било поради надворешни, било поради внатрешни фактори. Но важно е да не застанеме, да го негуваме и чуваме она што го имаме. Овој наш единствен и заеднички дом. Лесно е да се уништи, тешко се гради. Во еден дом има и несогласувања, и караници, и болести, и сиромаштија, но сето тоа може да се надмине само со работливост, одлучност, заедничество, почит и истреност. Да не заборавиме за ова што денеска на свој јазик, под ова светло сонце, во своја земја зборуваме за наш народ, наша историја, наша култура и наша иднина, некој го дал својот живот. Оваа наша денешна благосостојба е резултат на големите линденци. Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев, Јане Сандански, Никола Карев, кои храбро го започна 20 век како век на промени, век на конечно извојување на човечки достоинствен живот, а не понижувачко робство и заостанатост, за да нивната идеја продолжи преку делата на Кочо Рацин, Крсте Мисирков, Христијан Тодоровски Карпош, Бајрам Шабани, Мирче Ацев, Бера Јоцич, Магдалена Антова и да го даде својот плод на средината на минатиот век, на 2 август, кога конечно беше прифатена нивната идеја за градење на своја држава со своји правила и култура на живење. Јазикот, фолклорот, уставот, институциите, спокојот се заеднички привилегии, но и обврски за сите нас кои го делиме ова парче под небото. Македонци, албанци, срби, власи, роми, бошњаци и сите народи кои го дишат овој македонски јазик со полни гради. Но во овие 33 години независност честопати ми се чини дека подзабораваме и на војводите, и на партизаните, и на поетите, и учителите, и градителите, ги прекриваме со заборав, неслога, себичност, корупција, непријателство, самоуништување и обезвреднување за сето она кое некој макотрупно и со голем ентузијазам го создал многу години пред нас, за нас. Незадоволни сме од здравството, со образованието постојано се експериментира, стопанството стагнира, правосудството како да немаме, и сето тоа во 21 век, во време на рапиден развој на наука и технологија, наместо да евалуираме, ние постојано се обезличуваме и не напредуваме. Нели ова малку чудно кога имаме конечно своја земја, своји правила на живот, прекрасна природа и добри луѓе. Немаме квалитетен живот, луѓето ни се иселија, постојано не снемува, како така наопаку се завртија работите. Секојдневно со децении се соочуваме со обструкција од нашите соседи по различни основи. Национална, јазична, територијална, верска, ама колку се цениме самите себе си, толку ќе не ценат и другите. Да не дозволиме да бидеме срам за нашите предци, заборавени од нашите потомци, затоа што каков живот ќе живееме и каква држава ќе имаме зависи само од нас. Знам дека Македонија може да биде
Сонцето, ветерот, водите, земјата во злато да ги преточиме. Шумите да не ги уништуваме, туку да ги чуваме. Македонија може да биде и правна држава, без корупција, ако ги изчистиме лицата без интегритет и профитерите. Под чадор на НАТО сме, вложуваме и со човечки и со материјални ресурси. И веќе нема од што да се плашиме. Единствен страв треба да ни бидат внатрешните непријатели, кои на сите добро ни се познати. А тоа е корупција, неказнивост и премногу голема етничка поделеност. Само јасен став и добра волја ќе не придвижи до Европската унија, каде просторно секогаш припаѓаме. Законите да важат за сите, а не да се толкуваат од сите. Сами свој план за развој да направиме, брзината сами да си ја поставиме, секоја можност да ја грабнеме, свој на свој да бидеме. Виновниците да не ги бараме надвор, туку внатре меѓу нас. Да разговараме, да се слушаме, да планираме, воспротивно, колку да си ја сакаме Македонија, допрева ќе пееме печалбарски носталгични песни, децата ќе си ги гледаме виртуелно, а со внуците ќе зборуваме на туѓ јазик. Разочарањето е големо меѓу нашите граѓани, си заменуваат од своите огништа, но надежта дека ќе застанеме на своји нозе е уште поголема кај оние што останавме. Оваа генерација на политичари ќе биде најодговорна за еднината на Македонија. Или ќе продолжиме да се делиме етнички, партиски, верски, или професионални и обучени кадри ќе ги прегласиме за најголеми патриоти. Професионализам, одговорност и отчетност според мене се најголемите патриотски обележја. Бидејќи лесно е да се пеат патриотски, македонски, српски и албански песни, ама херојство е да се помогне на државата во која живееш. Не се сомневам во капацитетот на моите сограѓани, особено на младите. Тие треба да си ја сакат, да се вградат во државата, за да си ја почитуваат. За денот на независноста овој пат имаме продолжен викенд, па ме прашуваат каде ќе одам, а каде да одам, кој ќе ми ја замени мојата земја, мојата река, моето езеро, мојата планина, дали има некаде поубаво место за живење од оваа наше топло македонско тло. Имаме овде и ливади, и овошје, и смеја, и здравица, и пријатели, семејство, и весела песна. Има овде убавини и слобода. Ово е мојот дом, јас останувам тука и за празникот, и за век. А вие? Почитувани мои, нека ни е среќен и вековит 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Ви благодарам.